Господине Зибери, на Денот на човековите права вие денес го промовиравте извештајот за тоа колку државните институции, они од локалната самоуправа, но и правосудните органи се разбира, одговараат на вашите барања, а по представки на граѓаните за заштита на човековите права. Па во таа смисла што би издвоиле годинава од овој извештај кој патем да напоменам дека е прв од овој вид што го изработувате? Анализата изфрли на површина еден податок кој е загрижувачки, дека одредени органи воопште и не постапуваат по барањата на народниот правобранител. И во вкупниот обем на поднесени барања или постапување на народниот правобранител, околу 10% на овие поднесени барања воопште не е одговорено. Додека анализата утврди дека од вкупните поднесени активности и барања кон овие органи, само 1/3 се одговорени во законски предвидениот рок. Односно, само 30% од поднесените барања се одговорени во рокот 8 дена, колку што предвидува Законот за народен правобранител. Остатокот од прашањата се одговорени по иницирана ургенција од наша страна и предупредување дека имат законска одговорност да постапат и да одговарат на барањата на народниот правобранител. Години наназад народниот правобранител предупредува дека соработката со правосудните органи не е на завидно ниво, дури може да се рече дека и затајува. Обвинителствата, судовите, Министерството за внатрешни работи во многу што заостануваат во соработката. На што се должи тоа? Проблемите се и системски, но и проблеми во однос на чувството на одговорност за постапување кон барањата на народниот правобранител. Кога велам системски, тука пред се мислам на судовите и обвинителствата. За жал, законодавецот не ја извршил до крај својата обврска. Откако го има донесено Законот за народен правобранител, следствено на тоа не настанале и промени во Законот за судови, Законот за обвинителство, Законот за кривична постапка, парнична постапка и други системски закони, да утврди одговорност на носителите на овие функции во судската власт да соработуваат и одговараат на барањата на народниот правобранител и следствено на тоа да постапуваат по препораките кои народниот правобранител ги доставува доколку утврдува дека има повреди на законот, односно повреда на човековите слободи и права утврдени со устав и закон. Често пати, значи судовите, но и обвинителствата се повикуваат на нивните закони во кои не постои таква обврска. И се знае доколку некое прашање се остава на совест на носителите на овие функции, не дава соодветни одговори. Ние се разбира се повикуваме на одредбите на нашиот закон, според кој ние вршиме мониторирање на одредени прашања во овој сегмент, но се разбира тоа оди тешко и бавно. Еден од најгорливите проблеми на граѓаните е кога треба да се ги остварат правата во управата за водење на матична евиденција. Во овој извештај што го подготвивте за прв пат годинава, констатирате дека соработката со народниот правобранител со оваа институција не е на задоволително ниво, дури и затајува. Може ли да ни кажете на што се должи тоа? Дури за непостапување по препораките на народниот правобранител, ние бевме приморани да изготвиме посебен извештај и истиот да го доставиме до Министерството за правда, како непосредно повисок орган на оваа служба. За жал, ниту овие извештаи кои ги имаме упатено, не вродуваат секојаш со соодветен ефект. Дел од проблемите во соработката со оваа институција произлегуваат и од промените во Законот за матична евиденција, кој на некој начин се обидува да ги ублажува проблемите со неевидентирање на лицата кои се родени, а не се запишуваат во матичната книга на родени,
но и други статусни прашања кои се надлежност на оваа институција. Јас се надевам дека оваа управа, но и Министерството за правда ќе ги согледат сите забелешки кои ние ги упатуваме и нотираме во годишниот извештај и ќе постапуваат по препораките кои одат во насока на елиминирање на повредите кои ги констатираме. Кога станува збор за соработка во делот на полициски овластувања во Министерството за внатрешни работи, вие констатирате дека соработката не е на задоволително ниво. Меѓутоа, во делот на, да речеме, другите граѓански права, тогаш вие констатирате дека соработката е на потребното ниво. Меѓу општинските центри за социјална работа исто така. Кога станува збор за социјалната заштита, тогаш соработката не наликува ниту на соработка. Меѓутоа, кога станува збор за правата на детето, тогаш соработката ја оценувате како задоволителна. Исто така имате критики кон Министерството за здравство, кое што речиси да не постапува по вашите препораки, барања. Еден од типичните органи кој е таков, вие го спомнавте, Министерството за здравство, каде што одредени институции во рамките на истото министерство се ажурни, кооперативни и постапуваат, како што е Фондот за здравствено осигурување. Чинаме Институтот за јавно здравје беше. Институтот за јавно здравје. Еве, за пример ќе ги наведам центрите за социјална работа. Вие ги спомнавте детските права. Во одредени области навистина соработката е коректна, но одредени прашања навистина затајува соработката, нема постапување и ние тоа го нотираме. За Министерството за здравство ние дури бевме принудени на неколку наврати и по ургенции да доставиме и до владата извештај за непостапување. Господине Зибери, ги споменавте владата и собранието како највисоки државни институции пред кои што вие со вашата надлежност имате право да реагирате доколку некои од органите на управата или правосудните органи не постапуваат по вашите барања. Меѓутоа и тука имате одредени забелешки. На што се однесуваат тие забелешки и како во следната 2022 година да се подобри соработката на Народниот правобранител со институциите, но пред се со овие две највисоки институции во државата? Кога е во прашање владата, не можам да кажам дека соработката е солидна. Напротив, и владата, поготово генералниот секретаријат, затајува во соработката и во давањето на одговори на барањата кои ги поставуваме, но и во однос на примена на препораките. Владата, за жал, неколку години поред не постапува по извештаите на Народниот правобранител и да упатува соодветни препораки и мерки за примена на овие забелешки на Народниот правобранител. Во однос на собранието исто така недоволно ги извршува обврските кои произлегуваат од страна на законот кој самата го има донесено. Во собрание заглавени ни се постапките за избор на 5 заменици на Народниот правобранител и неколку подрачни канцеларии функционираат неколку месеци без првиот човек. А тоа е првиот услов за да имаме ние ефикасно постапување во заштита на човековите права. Второ, за жал, собранието 2 години поред, иако го разгледува годишниот извештај на Народниот правобранител за состојбата со човековите права во земјата, не утврдува и мерки кои треба да ги упати до владата за постапување по препораките на Народниот правобранител. Доколку нема такви мерки, се разбира дека органите на управата се оставени на самоволие и од тука и овој извештај наш исфрли на површина дека дури 60% од институциите не одговараат во законско предвидениот рок кој го има Законот за народен правобранител. Впрочем, ние и како држава по устав го имаме утврдено областа човекови права, односно заштита на човекови права, како една од темелните вредности на нашиот уставен поредок. И доколку е тоа така, ние мора да се придржиме до почитување на нашиот устав. Господине Зибери, ви благодарам.